Прилепската општа болница има најголем капацитет за хоспитализирање на пациенти болни од COVID-19 од сите други општи болници во државава. Во моментов во инфективното одделение и останатите 4 други ковид центри, кои беа преадаптирани за оваа намена. Ушното, очното, еден одсек на интерното и како последно за оваа намена се преадаптираше и гинеколошкото одделение. Се сместени 110 пациенти, а има слободни уште 30 места. Значи ние сме разлабавени и можеме да примаме, да речеме, не со некакви ограничувања пациенти. Имаме сега зголемен број на персонал, сега доктори немаме, да признаеме дека немаме, меѓутоа медицински сестри, болничари и негователи имаме и тие многу ни се најдуваат во работата. Купно имаме 4 доктори, волонтери, матични лекари. Инаку денеска прилепските бербери, фризери и козметичари организираа хуманитарна акција за донирање на вода и овошје за пациентите болни од COVID-19, кои што се хоспитализирани во болницата. Освен за нив, донацијата е наменета и за целиот медицински персонал, кој веќе со месеци се наоѓа на првите борбени редови и е крајно истоштен. На акцијата се приклучија и дел од спортските клубови. Затоа што знаеме сите еден пациент легнат во кревет не е во состојба ни самиот да стане и да си наполни вода. Секој еден пациент што е хоспитализиран по автоматизам и неговите членови на семејството се во самоизолација и по неовозможено е дистрибуција на вода и овошје до самите пациенти. Прилепските фирми, како и поединци, во последниот период покажаа голема хуманост и општествена одговорност кога станува збор за борбата со коронавирусот. Со средства од прилепскиот бизнис сектор се изгради и централен довод за кислород до инфективното одделение, а со напори на една невладина организација се обезбеди и амбулантно возило од германската амбасада за потребите на болницата. Следна донација која што се најавува е набавување на прочистувачи за воздух за потребите на болницата.